Добре дојдовте. Да си кажеме денеска за туризмот, сектор во кој Европската унија ќе се фокусира во наредната деценија, бидејќи планира да го постави како стратешка индустријска гранка. Ќе отвори 4,5 милиони работни места и ќе значителен економски прилив за Европската унија. Каде е на овој план Македонија? Ќе зборуваме денеска со Даниела Василевска од Стопанската комора на Македонија и со Татјана Хасану, раководител на оделение за економски развој од општина Крушево. Добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Најновата вест кажува дека Европската унија, бидејќи е притисната од сите страни со различни предизвици, нема ресурси природни, има проблеми со Кина, проблеми со Русија, проблеми со САД сега во трговските односи. Нешто во кое ќе нема проблеми е туризмот, бидејќи како стар континент и натаму ќе остане привлечна дестинација, за разлика од САД, Азија, каде што се предвидува пат на бројот на туристи. Европа останува во наредната деценија како топ дестинација заедно со Блискиот Исток, односно Саудиска Арабија, тој потек тука, бидејќи таму се инвестираат многу пари и туристите во наредната деценија ќе патуваат во Европа најмногу и на Истокот. Каде на овој план стои Македонија со оглед на тоа што националната стратегија за туризам заврши во 2021, нова се уште чекаме, мислам. Па да, добра најава, добри вести од Европа, меѓутоа ќе видиме што тоа ќе значи за нашата држава и воопшто за регионот на Западен Балкан. Колку ќе успееме да влеземе во ваквата една политика или креирање и планирање на туризмот и развојот на туризмот во цела Европа, бидејќи ние во моментов, за жал, немаме стратегија за туризам. Имаме годишна програма на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која што воглавном повеќе или помалку е идентична секоја година од аспект на тоа, од аспект на настап на странски на сајми во странство, од аспект на некоја минимална поддршка на туризмот преку оваа агенција. Недостасува стратегија, тоа е дефинитивно. Има најава од владата, имајќи во предвид дека сега имаме Министерство за култура и туризам во државата, има најава за нови 35.000 туристи, но согласно субвенционирањето што е предвидено за оваа година, но ние би почекале да видиме каков ќе биде ефектот и каква ќе биде формата на тие туристи, од каде би доаѓале во државата и што всушност ќе значи зголемениот обем на најавени туристи во државата, бидејќи засега имаме статистика само за првиот месец од годинава, а тој, според она што го имаме, покажува раст на туристите, на странските туристи за некои од прилика 13%, но зголемување на бројот на ноќевања е многу помал, некаде околу 8,9%, што значи дека имаме туристи кои само не поминуваат во еден ден, не остануваат и не соодветно расте бројот на туристи со бројот на нивните ноќевања. Така да ќе видиме каде сме на европската мапа. Ајде малку околу статистиката. Туризмот доживеа бум после пандемијата, после оние карантински неколку години, глобално зборувам, и во Македонија бројките полека се враќаат на нивото од пред пандемијата. Минатата година надминавме 1 милион туристи годишно и се вративме на позицијата од 2019-та, која беше рекордна година, меѓутоа во однос на девизниот прилив од туризмот се уште заостануваме, односно не го искористуваме максималниот потенцијал. Па во делот на бројот на туристи можам да кажам дека ние во првата година од ковид кризата, 2020 година, направивме 2 студии на иницијатива на Стопанската комора преку еден меѓународен проект во кој што бевме обединети повеќе комори и студијата ја изработи Стопанската комора со наши експерти и едното предвидување беше дека имавме 3 сценарија. Најоптимистичкото сценарио беше дека доколку некои работи се движат со соодветна динамика, ќе имаме изедначување на бројот на туристи, оние што биле во 2019 по бројка, дека ќе ги достигнеме во 2023, ние ги достигнавме 2024, што е воглавном тука. Меѓутоа, што се однесува за девизниот прилив, ние не можеме да очекуваме голем девизен прилив од туризмот, бидејќи се уште најголемиот импакт на странски туристи резултира на субвенционирање на странски туристи, а тоа се воглавном ефтини туристи кои што ги броиме, ги имаме како бројка, ги реализираме ноќевања, но нивното трошење во нашата држава не е на соодветното ниво. И тука ќе цитирам дел од истражувањето на Светскиот совет за патување и туризам,
кој покажува дека силен раст на глобалниот туризам и патување се предвидува веќе за оваа 2025 година, потврдувајќи ја улогата на туризмот како камен темелник на најголемите светски економии, бидејќи се очекува патниците да трошат повеќе од било кога досега. Според анкетата на економското влијание на овој светски совет за патување и туризам кој веќе го споменав, трошењето на меѓународните патници се предвидува да достигне историски 2,1 трилион долари, надминувајќи го предходниот врв од 1,9 трилиони во 2019-та. Прогнозите се дека до 2035-та, како што реков, туризмот ќе стане главна индустрија во повеќе земји членки на Европската унија. Зошто ние не можеме да земеме дел од овој колач? Не умееме. Морам да ви кажам дека јас и така го почнав разговоров. Ние веќе имаме Министерство за култура и туризам. Имаме веќе 10 месеци. Така е. Имаме Агенција за промоција и поддршка на туризам од повеќе од деценија и пол. Меѓутоа, имаме ситуација во која за овие бројки за кои говори Европа, ние не говориме овдека во државата. Немаме место и адреса каде што ние би можеле да седнеме и засега нема иницијатива да разговараме за овие бројки како ние да се вклопиме во оваа Вие како Стопанска комора на Македонија која ги обединува најголемите компании, имавте средба со надлежните во Министерството за туризам? Не. Зошто? Па затоа што во принцип адресата за оваа активност би требало да биде Агенцијата за промоција и поддршка на туризам, и бидејќи таа е формирана, да кажеме, новиот состав од пред 10 месеци, раководен во агенцијата е формиран, таму треба да има и совет кој што ги обединува сите бизнисмени, но и локалните самоуправи и универзитетите, како општините, универзитетите и бизнис секторот, совет кој што треба да разговара токму за вакви теми, но тој совет се уште не е формиран во Агенцијата за промоција и поддршка на туризам. Што чекаме? Зошто доснеме? Што ви велат? Системски пропусти. Видете, со туризмот се случи нешто што најмалку требаше да се случи и за кое што бизнис секторот алармираше во изминатиот период и пред да се воспостави ваква структура во државата. Невозможно е вие да креирате политика за туризам и угостителство, а да имате угостителство во еден сектор, туризам во друг сектор. Нас не се сега поделени тие два сектори. Во Министерството за култура и туризам влегува само туристичкиот сектор, а угостителството остана во Министерството за економија. Имаме Агенција за промоција и поддршка за туризам во која што советот се уште не е формиран и тоа е во најава, треба да се формира. Морам да ви кажам дека неформални средби ние имаме, меѓутоа формално за ова што треба да се разговара не се разговара. Онаму каде што треба да се разговара, адресата која ние бараме веќе неколку години и не успеваме да ја добиеме, тоа е повторно воспоставување на оној комитет за туризам кој што некогаш постоел и го водел премиерот на државата. И сметаме дека во ваква структура, во каква што се наоѓа туризмот и угостителството во државата, не може да разговараме за политиките кои ги креира Европа, а ние сме во Европа, без комитет за туризам. Доколку не го формираме што побрзо тој комитет за туризам, кој би го предводел премиерот и ќе ги обедини сите овие, и ќе биде минатаму и без стратегија национална и без се. Не има во најава стратегија. И минатата влада најави и актуелната влада најави. Ние имавме нови разговори со надлежните во Министерството, пак ќе кажам, тоа се неформални, не можам да кажам официјално. Има некои најави дека следниот месец, до крајот на следниот месец би имале првична информација, но секако тоа би била стратегија што би стартувала од 1.1.2026 година. Мора да знаеме дека сега нашите компании, односно туристичките агенции, кога настапуваат или општини, кога настапуваат на семите, тие говорат веќе за 26-та, 27-та, 28-та година за туристи. Значи ние не говориме за 25-та, 25-та е завршено уште пред 2 години. Пак ќе кажам, нас ни треба едно тело, комитет за туризам, кој што патем и во законски рамки е дефинирано во 2021 година. Но за жал, до ден денеска не е профункционирано. Доколку тоа профункционира и доколку премиерот седне со сите овие чинители на маса, мислиме дека ефективноста би била многу поголема, може да разговараме за овие политики кои Европа ги носи. Инаку секторот во туризам во Македонија вработува околу 35.000 луѓе. Така. Значителен број на компании се занимаваат со дејноста. Да. Сериозен сектор е. 5% од вкупната работна сила е ангажирана во туризмот. Нема значително учество во вкупниот бруто домашен производ со оваа сума на девизен прилив што имаме.
И повторно ради тие системски слабости кои ги набројувате, не можеме да се фокусираме на оние природни убавини потенцијали со кои располагаме како држава и што можеме да понудиме или да пресликаме некое искуство од некоја посредена држава, на пример Словенија. Така е. Ќе зборуваме и за ова во продолжение, меѓутоа тука ја најавив нели на почетокот и Татјана Хасани од Оделението за економски и локален развој на општина Крушево, а Крушево е еден од нашите најголеми туристички потенцијали, барем и туристички бисер во Македонија. Кога би ја брендирале Македонија како душата на Балканот, веројатно во срцето на таа душа би било Крушево. Ја поздравуваме од студиото на Телма во Карпош 4, Татјана Хасани во Крушево. Татјана, добро утро, поздрав до вас. Добро утро. Ви благодарам на можност да се вклучам во вашата програма. Да, што може Крушево да им понуди на странските гости, а што не им нуди до сега и кои се клучните проблеми со кои се соочувате како општина вие? На прашањето што е она што Крушево нуди, одговорот е премногу опширен, тука може многу навистина да се зборува, но ќе се обидам тој одговор да го сублимирам во неколку клучни одлуки и вредности на Крушево како дестинација. Крушево е идеална дестинација за секој посетител кој што бара комбинација на историја, на култура, на природа и на авантура. Крушево е градот, символ на македонската борба за слобода. Тој е град на богата историја, на културно наследство. Градот гордо во себе го чува споменот на ЮНЕСКО-то восстание на Крушевската република. Од тој период има бројни споменици, само ќе го споменам Македониумот, Мечкин камен, епопеја сам за себе. Понатаму, Крушево е градот на крушевската архитектура, на уметност, на културно наследство. Галеријата на Никола Мартиновски е репрезент на таа крушевска архитектура, а знаеме Никола Мартиновски е основоположникот на македонската современа ликовна уметност. Од Крушево потекнуваат бројни музичари, уметници, да не го забораваме Тоше Проевски, меморијалниот центар на споменките на Тоше Проевски е меморијален центар каде што е представено ликот. Да, морам да ве прекинам во интерес на времето. Дали се ова за кое зборувате е доволно за бројот на гости кои го посакувате или кој би можел да дојде во Крушево? Видете, никогаш не е доволен бројот на туристи кои што сега го имаме. Центарот за парагладинг во Крушево нуди одлични можности и за рекреативно летање, но и за организирање на професионални натпревари. Тој центар за парагладинг го бројува Крушево како светска дестинација за активен туризам. Тоа е најбитниот одговор на вашето прашање што нуди Крушево. Крушево е светска дестинација за парагладинг, каде што посебно сакам да напоменам, овој центар е пристапен и може да лета дури лица со физички хендикеп. Добро, не само како представник на општина Крушево и како раководител на секторот за економски локален развој, туку и како жител на градот ве прашувам што е главниот проблем со кој се соочува општината во обидот да привлече поголем број на туристи? Што е најголема пречка за развој на туризмот? Главните предизвици, јас би ги рекла, главните предизвици во развојот на туризмот можеме да ги сврстиме, да ги поделиме во три категории. Прво, потребата за понатамошна инфраструктурна изградба на градот. Или да го преведам ова може, моето последно патување во Крушево пред неколку години е исто на она кое се сеќавам од раното детство, по истиот тесен пат кој минува низ Кривогаштани. 3,5 децении еве не успеавме да направиме еден пат. Тоа сакам да кажам, дека дел од тие инфраструктурни проблеми, проекти се под надлежност на општина Крушево, и општина Крушево тоа постојано го прави, надоградува таа инфраструктура. Впрочем, во таа насока се нашите обиди за изградба на ново полетувалиште покрај постојаното во рамките на центарот за парагладинг. Меѓутоа, дел од тие проекти се во надлежност на државата. Ова што вие споменувате, регионалните патишта, регионалните пристапи кон Крушево, од Прилепи, од Демирхизар, мора да се реконструира. Основа на развојот на туристичка дестинација е пристапност, добрата пристапност. Од друга страна, потребна не е поголема и поширока промоција на Крушево во меѓународни рамки и она што е клучно, што е посебно важно, тоа е надградбата на капацитетите на туристичките работници во Крушево, на носителите на туристичката понуда, посебно за принципите на одржливиот туризам и нивната меѓусебна соработка. Бидејќи ние сите заеднички тука сакам да направиме нешто овде во нашето Крушево. Добро, не слушнав дека ја спомнавте онаа стара
универзална болка, барем кога станува збор за Македонија како дестинација, она на што најмногу се жалат странските гости особено, а тоа е нечистотијата, односно отпадоците на секој чекор. Како стои Крушево на овој план? Имате ли проблем со диви депонии или со таа регионална депонија која треба да ја видат пристапта? Секако дека имаме проблем, горлив проблем е потребата од интегрирано управување со отпадот во Крушево. Ние сме навистина свесни за овој проблем и веќе размислуваме заедно со сите чинители кои што се вклучени во Крушево, размислуваме да воведиме првична селекција на отпадот во рамките на домаќинствата, па потоа да воспоставиме центар за секундарна селекција на отпадот и понатаму, значи отпадот е дополнителен материјал од кој што може да се генерира профит. Ние не можеме целиот тој отпад да го носиме понатаму на регионални депонии, бидејќи тоа ќе биде исклучително скапо, знаете дека принципот е дека загадувачот плаќа. Така да тоа е еден клучен предизвик кој што мораме сите да го решиме пред секако ние како локална самоуправа заедно со комуналното претпријатие, но секако и со сите граѓани на Крушево. Тоа е наш заеднички проблем. Ви благодарам многу за вклучувањето во емисијата, господја Хасану. Поздрав од овде. Би сакал во продолжение да разговараме повторно со Михајловска Василевска Стопанската комора. Имаме представник на локална власт, имаме представник на бизнис заедницата, на најголемата комора во Македонија која ги обединува клучните бизниси. Зошто не можеме да направиме ништо? Еве, например, да го пресликаме словенечкиот модел, односно да извлечеме од таму нешто што е прилагодливо за македонски услови, бидејќи слични сме со Словенија, меѓутоа сепак различни. Имаме наши индивидуални особености и потенцијали кои треба да ги развиваме, брендираме и да ги направиме одржливи. Видете, ние заедно со една група од Крушево, меѓу кои беа и представници од локалната самоуправа, но и стопанственици од градот кои што работат во секторот туризам, бевме изминатиот месец во Словенија, за да видиме како таму функционира сегментот на одржлив туризам. Оно што и вие го кажавте, Европа ќе се позиционира на светската мапа како континент кој што многу очекува од туризмот. Ние можеме истото да го направиме, но не го правиме како држава, се прави сегментирано. Ова што го гледате во Крушево, бидејќи бевме неколку дена заедно, можам да ви кажам дека она што мене ми остави впечаток од представниците од Крушево, без оглед дали доаѓаат од локалната самоуправа или од приватен сектор, тие дишат подеднакво исто. Сите имаат една иста цел: да успее Крушево како туристичка дестинација. Имаат многу разлики меѓу себе, тоа е природно, меѓутоа имаат иста цел. Зашто они беа во Крушево како локална самоуправа? Затоа што швајцарската меѓународна организација има проектот, финансира повеќе години во креирање на Крушево како зелена дестинација. Се тоа зелена кај нас го немаме автентичниот превод, но тоа е таа грин дестинација повеќе од аспект на заштита на животната средина и следење на параметрите што е тоа што треба да внимаваме кога една дестинација ја промовираме како дестинација во која треба да се заштити животната средина и одржлив туризам. Кога ја спомнавте Словенија, една паралела. Македонија е малку позната на глобалниот пазар. Словенија е веќе брендирана како зелена дестинација со години назад. Словенија 2004 го стави логото зелена држава. Ние после 20 години во 2025 немаме ништо од тоа зелено во нашето брендирање на државата како туристичка дестинација. Иако морам да ви кажам, ние имаме одлични, ама исклучително многу добри туристички дестинации во државата индивидуално и локално, например, кои што се продаваат како зелени дестинации, како дестинации кои што ја почитуваат животната средина, како дестинации што внимаваат на одржлив туризам, но сето тоа не е ставено во рамка. Она што има како швајцарски проект се обидува со Крушево да направи е да го брендира и да му даде печат на одржлива дестинација. Сакав да ги довршам само паралелите помеѓу Македонија и Словенија. Македонија е малку позната на глобалниот пазар за разлика од Словенија која е брендирана како зелена дестинација 2 децении веќе. Туристи, тие се продаваат како ексклузивни дестинации. Ние имаме ниско ниво на инвестиции во инфраструктура, тие имаат континуирана екоинфраструктура. Ние баравме туристички зони да се воведат, ништо од туристичките зони со децении. Ние имаме многу потенцијално слаба координација меѓу надлежните институции, државата, локалната самоуправа, бизнис секторот.
Тие имаат јасна национална стратегија и координација, ние имаме малку дигитална промоција, тие имаат агресивна дигитална кампања и сторителинг. Така е. Зошто не можеме ние да ја крстиме Македонија душата на Балканот и да ја продаваме како таква во светот? А можеме, ама затоа велиме Комитетот за туризам, кај што сите заедно ќе седнеме на маса. Знаете, повеќе луѓе, подобри размислувања. Ние овдека секој е поделен во својот сегмент и секој гледа нешто поединечно да направи. Без Комитет за туризам нема развој на туризмот, тоа на сите треба да ни биде јасно во државата и се додека имаме субвенции со кои што се продаваме како ефтина туристичка дестинација, нема да успееме да ја продадеме квалитетно државата. Ние имаме обид од овие што се туристички агенции што работат Team Coming или Дојдовен туризам и тие прават одлични приказни. Многу од нив се и гости многу често во вашите емисии. Кога нив ќе ги слушнете какви приказни прават за делови од Македонија, тоа е навистина за почит. Меѓутоа, тоа е индивидуален пристап, тоа е индивидуален ангажман, не е државна стратегија. Ние се уште не сме одлучиле во која форма ќе ја продаваме државата. Од тие што ги спомнавте, кои прават влезен туризам, дојдовен туризам во Македонија и кои сум слушнал дека се жалат и на дел од визниот режим кој Македонија го има кон некои туристи, например кинезите, кои се секогаш бројни туристи во